Господине Груевски, 2015 година ја завршивме со рекордно ниско ниво на невработеност, 25,5%. Дали овој тренд ќе продолжи и оваа година и всушност со какви заклучоци излегувате од овој состанок? Да. Најпрви поздрав до сите што не следат. Еден од клучните столови на работењето на нашата политичка партија, ВМРО ДПМН и на нашата коалиција за подобра Македонија е зголемување на вработеноста и намалување на невработеноста. Имавме огромен фокус на ова поле и тој фокус вроди со плод. Имаме рекордно најниска невработеност во историјата на државата, 25,5%, како што кажавте, имаме земено еден замаец. Работите одат се подобро. Знаете, носењето на компаниите од страна има и ефект на снежна топка. Колку повеќе доаѓаат, толку повеќе се наголемува бројот на компании кои што доаѓаат, затоа што гледаат примери од останатите, имаат кого да прашат како им е тука, бидејќи тие најмногу веруваат на тие што веќе инвестирале, особено од нивната земја. Ако се англиски компании, англиски во Македонија компании, ако се германски компании што треба да дојдат, прашуваат германски компании, така што тој ефект на снежна топка почнуваме да го чувствуваме. Има уште да се сработи на тој план, но веќе се чувствува тој ефект на снежна топка. Денешниот состанок беше во најголема мера фокусиран на мерките што ги презема Агенцијата за вработување заедно со Министерството за труд и социјална политика во изминативе години и оние, особено со осврат на оние што треба да се преземат во 2016 година. Мене многу ми е важно тоа што го имаме ветено пред граѓаните како политичка партија да се реализира и од тие причини денеска ги повикав одговорните лица за оваа работа, директорот на агенцијата, заменик министерот Име Спасов, двајцата потпредседатели, шефови на подрачни единици и така натаму, да продискутираме околу акцискиот план, околу роковите и начините како ќе го спроведеме зацртаниот и ветен кон граѓаните план, за да сме сигурни дека сето тоа навремено и успешно ќе се реализира. И можам да кажам дека работите се одлично поставени. Оваа година се очекува преку мерките за вработување на агенцијата, активните мерки за вработување на агенцијата за вработување, би требало да се работат околу 13.500, односно да има 13.500 лица да бидат офатени, а 8.700 најмалку 8.700 да бидат вработени. Останатите разликата е што ќе им биде извршена обука. Веројатно и дел од тие кои што ќе добијат обука ќе најдат вработување, но минимумот кој што треба да се вработи по овие активни мерки за вработување е 8.700. Одевме мерка по мерка, има 28 мерки кои што се предвидени за оваа година. Ова е период кога почнуваат да се објавуваат огласите за да невработените конкурираат за добивање на поволностите од државата, односно од агенцијата за користење на овие мерки. 1 до 2 веќе се објавени и конкурсот е во тек, но поголемиот дел се објавуваат сега во месец февруари. И од тука сакам да апелирам до сите невработени кои што активно бараат работа да се осврнат на агенцијата за вработување, да отидат во подрачните единици на агенцијата за вработување и да побараат информации околу овие активни мерки што ги нуди владата преку агенцијата за вработување. Исто така им сугерирав на подрачните единици, на директорот на агенцијата за вработување, освен што работат на исполнување на овие проекти по стандарден начин како што тоа го прават до сега, меѓу другото испраќаат SMS пораки за секој нов конкурс до секој невработен кој што активно бара работа, односно се регистрирал дека активно бара работа, им сугерирав да што повеќе ги викаат и на разговор, да има поголеми групи на кои што ќе им се објаснува, бидејќи имаме значен процент од невработените кои што се со пониско образование, со основно или помалку од основно и кои што не секогаш ги разбираат тие SMS пораки или пак кратките телевизиски извештаи во кои што се кажува дека нешто се нуди во агенцијата, но не знаат нити како да дојдат до документи, ниту кои документи треба да ги соберат, ниту кај да се обратат и така натаму. Така што она што им го сугерира беше да ги собираат во групи, да им објаснуваат на луѓето што се невработени, да им го кажат патот до остварување на нивната цел, бидејќи некој знае дека има можност, но не знае како може да дојде до таа можност. Едноставно треба некои луѓе да се фатат за рака и да им се покаже патот. И тоа ми беше едно од основните барања денеска до подрачните единици, да не бидат пасивни и само да праќаат SMS пораки или пак да
да кажат во јавноста, во медиумите дека има некакви мерки, туку да одат кај невработените, да ги повикуваат од дома, да ги носат во просториите на Агенцијата за вработување и лично да им објаснуваат и да им одговараат на секое нивно прашање за нејасна работа. Тоа е најдобриот пат на најранливите категории, оние што најтешко може да се снајдат за работа, да им се помогне да се вработат. Спомнавте на почетокот инвестициите. Оваа недела беше доста успешна на инвестициски план, значи во понеделникот Кеслер, во вторникот Ван Хул, во средата Джонсон Контролс во Струмица, претворено во пари над 35 милиони евра, во работни места околу 2000 работни места. Дали овој тренд ќе продолжи? Какви се вашите очекувања за оваа година? Апсолутно ќе продолжи. Работите се правилно поставени. Имавме ние критики од опозицијата на почетокот во првите неколку години, сега тие стивна, иако се уште од време на време критикуваат, меѓутоа немаат аргументи. Работите се правилно поставени. Македонија создаде услови за правење бизнис, кои што се меѓу најповолните во светот. Значи, од земја во група на најнеповолни услови за бизнис, сега влеговме како станавме земја во група на најповолни услови за правење на бизнис. И не случајно и домашните инвеститори повеќе се охрабруваат да отворат нови работни места, да инвестираат во нови погони, во нови капацитети, во нови продукти. И странските инвеститори повеќе се заинтересирани нивната следна инвестиција се случи тука во Македонија. Како што кажавте, минатата недела неколкумина компании, да тргнеме од Johnson Controls, кој што практично потпишта договор со државата за нивната трета инвестиција во Македонија. Едната веќе имаат продадено на друга компанија, но вкупно ова им е трета инвестиција или втора од постоечките. Едната имаат во Штип активна, сега во Струмица, инвестиција од 20 милиони евра, која што ќе отвори 1500 работни места. Но што е важно тука? Важно се две работи. Прво, во Штип, нивната фабрика која што се иста квадратура како што ќе биде во Струмица или приближно иста квадратура, планира 1426 вработувања, а веќе стигнаа до 1800. Значи веќе околу 400 работни места имаат реализирано повеќе од нивниот план кој што претходно го кажаа. Сега планираат 1500 и јас нема да се изненадам ако после неколку години дознаеме дека стигнале можеби и до 2000 вработувања. Втората важна работа е што локацијата што ја земаа, бараа да ја земат на такво место да има локација во технолошко-индустријската развојна зона во Струмица, каде што во веднаш до нив има можност за проширување. Што значи, индиректно, тие размислуваат, доколку работите одат како што се планира, во иднина да се прошира со уште еден капацитет. Тоа тие не ни го кажале вака отворено, но фактот што ни побараа да биде на место на кое што ќе може да се прошира со уште еден капацитет, нам ни укажува дека имаат долгорочни планови за евентуално проширување и можеби дуплирање на овој капацитет од минимум 1500 директни вработувања. Ова го нагласувам директни затоа што секогаш кога има толку многу вработувања, има и индиректни вработувања на други локални компании македонски кои што се добавувачи, стануваат нивни добавувачи за разни делови од производството, за разни работи што се потребни, дали се тоа стоки или се услуги. Втората компанија што се потпиша договор е Ван Хул. Ван Хул инвестира нови 15 милиони евра во нов погон за автобуси, кој што главно ќе биде наменет за европскиот пазар и за Израел. Досега во најголем дел произведува за американскиот пазар, значи извезува автобуси во Америка. Само мал дел беше за Ирска и уште некоја европска земја. Најголемиот дел одеа за Америка. Сега имаат нови договори за Европа. Презадоволни се од условите во Македонија. Тоа го зборував лично со собственикот на компанијата. Така што веќе започнува, го потпиша договорот и наскоро започнува со втората инвестиција во втор капацитет. Ќе вработи минимум 400 луѓе како директни вработувања и пресметките покажуваат кај него дека ќе има уште 150 индиректни вработувања на други македонски компании кои што ќе доставуваат делови, стоки или услуги за нивното работење, значи минимум 550 нови вработувања во наредните 2-3 години само во Ван Хул. Трета инвестиција која што беше објавена и најавена е Кеслер. Тие планираат тие ќе имаат помала, за почеток помала инвестиција, планираат да стигнат до 60 работувања, но се главно инженери, ќе почнат со истражувачки центар, а потоа ќе продолжат во производство. И тука гледаме шанса во иднина уште повеќе да навлезат во македонскиот пазар. Она што следува е отварањето на втората фабрика на Техно Хозе од Италија. Тоа веројатно ќе се случи во наредните
7-8 до 10 дена. Тие се веќе готови, влезени се во пробно производство. Тоа е инвестиција од 10 милиони евра, ќе отвори најмалку 100 директни работни места со можност за зголемување, но што е уште поважно е што оваа компанија веќе размислува за трета фабрика во Македонија и нов број на работни места. Финишираме со разговорите и со други компании, да речеме со една американска компанија во делот на автомобилска индустрија, делови за автомобилска индустрија, која што доколку се заврши како што планираме, ќе отвори најмалку 400 нови работни места, со можност тоа да стигне до 1000 нови работни места. Исто така во финиш сме со разговори со една друга меѓународна компанија која што изработува софтвери за автомобилската индустрија и која што, ако се заврши добро, во наредните недели можеби ќе објави инвестиција од најмалку 150 нови работни места. Имаме и повеќе други, имаме уште една за софтвер со 200 работни места. Имаме и од други различни индустрии, една за југозападниот дел на Македонија и така натаму. Значи, тимот работи компактно, јас имам чести средби со нив, наскоро повторно ќе се сретнам да видам кои се најновите работи со кои што треба да се соочиме како тим, како држава. Она што им го ветивме на граѓаните го реализираме, секојдневно носиме и охрабруваме нови инвеститори да отворат нови работни места и ќе продолжиме на тоа. Може би инвеститорите се носители на индустријскиот раст во 2015 година. Во петокот Заводот за статистика објави дека растот во декември изнесувал 10,5%, кумулативно за цела година 4,9%. Какви се вашите очекувања? Дали тој тренд ќе продолжи во 2016 година и ќе може ли да се остварат проекциите? Значи, како што кажавте, годинава што измина, 2015, кумулативниот раст јануари и декември е 4,9, значи безмалку 5% поени на индустријското производство, а само во декември е 10,5. Работите очекуваме да продолжат како во декември. Се разбира доколку нешто не го попречи тоа. Ова го говорам затоа што во 2015 година целиот овој раст што се оствари во месеците во кои што беше стивната политичката криза или пак ја немаше. А тоа се првите месеци на јануари, февруари во 2000 и март до некаде, додека не се пренесе ефектот од политичката криза на економијата. Потоа имаше стагнација на растот на индустријското производство неколку месеци, за некаде од јули, август повторно да почне да расти и на крајот практично втората половина на годината го извлече најголемиот дел од растот на индустријското производство. Значи, ако немаме политички кризи, ако немаме некакви надворешни шокови и така натаму, очекувам растот на индустријското производство во 2016 година да биде и последно од 2015 година, што секако има свое директно влијание на отварањето на нови работни места. Во неделава што измина промовиравте 5 нови мерки за младите во земјава. Која е целта на овие мерки и дали тие ќе се остварат? Да, како што знаете, како политичка партија имаме посебен фокус на младите во овој период и тоа ќе продолжи и понатаму, но сега некако е со една поголема динамика, со еден поголем фокус. Објавивме до сега вкупно 14 нови мерки од декември до сега, значи од 8 декември кога ги објавив првите две, онаа средношколска среда и бесплатен превоз за студентите на државните универзитети, бесплатен превоз во јавниот транспорт, нешто што тие многу го очекуваа и можноста за средношколската среда за средношколците, бесплатно одење во театри, во музеи, жичарија и така натаму. Потоа продолживме со нов сет на мерки во јануари и уште еднаш во јануари со последните 5. Една од мерките која што беше објавена е проектот Купи куќа за млади, кој што според мене е можеби најкруцијален, најважен за младите. Можеби не секој од младите тоа го чувствува, зависно од возраста. Знаете, млади што се на помала возраст, да речеме 7, 18, 19 години, се уште толку многу не размислуваат за нивен собствен дом, оформување семејство и така натаму. Но оние млади што се веќе на 22, 23, 25, 6 или повеќе години, тие веќе се во фаза кога почнуваат посериозно да размислуваат за свој иден дом, за своја куќа, за оформување на семејство и така натаму, така што таа категорија на млади и како е заинтересирана за овој проект. Проектот нуди услови какви што можам да гарантирам никаде во светот ниту една држава не нуди. Значи овие услови што ние ги нудиме во проектот
купи куќа за млади, не постои држава во светот што ги нуди и не постои држава во светот што нуди дури ни приближно. Знаете, да имате можност да земете кредит на 20 години и во првите 8 години државата да ви го плаќа во 80% кредитот и главницата и каматата. Потоа уште 3 години 50%. Па дури потоа 12-та година вие да почнете да си ги плаќате давачките, тоа го нема никаде во светот. И ова е неповторлива можност за младите луѓе да го искористат. Но покрај оваа мерка и покрај оваа активност фокусирани сме многу и на градоначалниците и државните институции кои што треба да овозможат понуда на локации. И затоа имав минатата недела средба со сите градоначалници од Коалицијата за подобра Македонија, тука се ВМРО, ДПМН и другите наши коалициони партнери, со цел да го забрзам нивното вклучување во овој процес преку обезбедување на големи локации и им понудивме сериозен стимул, а тоа е владата, централната власт да им помогне во трошоците за инфраструктура и за комуналии. Така што направивме еден добар план, сега за 10 дена од сега повторно ќе се сретнеме. Очекуваме поголем дел од нив да имаат поголема понуда, најмалку по 100 локации во секој од општините каде што градоначалник е од ВМРО, ДПМН или нашата коалиција. Некаде ќе има и по 200, и по 300, и по 500 локации. Градоначалниците беа многу задоволни. Министерот за финансии даде добар план како може да ги подржи финансиски и влегуваме во една фаза во која што ќе има навистина извонредна понуда за младите луѓе што сакаат да си го решат прашањето со свој дом. Значи, од една страна фокусирани сме на наоѓање вработување и од друга страна на собствен дом. Тоа се најважните работи за секој човек, не само за младите. Покрај овие работи имаме и плејада на други мерки, редица на други мерки кои што се важни за младите, од типот најавивме почеток на градба на 150 игралишта за баскет, малски игралишта за баскет, типизирани, кои што сега ќе се подготвуваат годинава тендерите, спецификациите и така натаму. Од 2017 ќе почне нивната градба. И редица други проекти кои што значат нешто за одредена категорија на млади. Например, за студентите што сакаат да запишат постдипломски или докторски студии, а кои што имаат пониски приходи во семејството, од голема важност е проектот кој што возможува државата да даде стипендија за оние што сакаат да одат на постдипломски, на магистерски студии и на докторски, а имаат пониски приходи во семејството каде што живеат. Така што за секоја категорија на млади се обидуваме да најдеме проекти кои што ќе им бидат значени. И ќе продолжиме. Ќе имаме редица на нови проекти за младите и мислам дека ќе помогнеме многу. Морам да го искористам вашето присуство во вестите да прокоментирате и политички актуелни прашања. Предвадена лидерот на опозицијата Зоран Заев рече дека нема услови за избори на 24 април. Според него проблем е методологијата за пречистување на избирачкиот список и медиумите. Каков е вашиот коментар? Моето мислење е дека Зоран Заев и СДСМ имаат погрешна политика. Погрешна не само за државата, туку и за нивната партија. Значи, тие сега гледаат дека ја немаат поддршката на граѓаните и сакаат да ги убедат сите дека заради нешто друго не сакаат да излезат на избори. Минатата година тие беа тие кои што побараа избори. Ние бевме тие кои што веднаш се согласивме за избори. Дури после инсистиравме тие избори да не се подзабораат, туку да влезат во договорот. Така што заеднички потпишавме договор, сите 4 политички партии, со сведоштво на представници на меѓународната заедница, во кој што крајната цел за излез од политичката криза беше предвремени парламентарни избори на 24 април 2016 година. Тоа го потпишаа сите и го потпиша СДСМ. И од тука ми е нејасно, она што го слушам деновиве, како тие викаат дека еднострано сме донеле одлука, ВМРО ДПМН и нашите политички партнери, еднострано сме донеле одлука за одење на предвремени избори. Па како може да е еднострано, кога пред само 7-8 месеци сите големи политички партии, вклучувајќи го и СДСМ, потпишавме договор со кој што го одредивме датумот на избори. Второ, потоа сите големи 4 политички партии и цел парламент изгласаа закон, во кој што закон влезе датумот. Во законот за избори влезе датумот кога ќе се организираат изборите, а тоа е 24 април. И навистина ми е нејасно како тој човек
мисли дека народот има така кратко памтење да поверува дека ние едностранно сме превземале некакви чекори и сме ги донели во некаква непријатна ситуација. Втората важна работа е што во државата постојат две институции што се задолжени за организација на изборите. Тоа се Државната изборна комисија и Министерството за внатрешни работи. И двете се во рацете на опозицијата. Министерот за внатрешни е генерален секретар на СДСМ, а во Државната изборна комисија имаме само два од вкупно 9 представника и онаму каде што ние како ВМРО имаме несогласување, гледаме дека сме надгласувани. Например, ние не се согласувавме со генералниот секретар на ДИК да биде лице кој што е активист на СДСМ и кој што кампуваше пред владата во текот на летните месеци, кога беше штрајкот на СДСМ пред владата, односно протестите на СДСМ пред владата. Човекот го напушти домот си, дојде пред владата, кампуваше со недели во корист на СДСМ. Сега тој човек, наместо да се стави таму некој независен, непристрасен експерт и така натаму, тие ставија човек што им кампувал пред владата да биде генерален секретар на Државната изборна комисија. И не надгласаа за тоа. И се виде дека имаат можност да не надгласаат и дека имаат контрола над Државната изборна комисија. Значи, двете институции кои што спроведуваат избори се во нивни раце. Така што не може да стане збор дека не може да се прошли со списоците или дека нема доволно време и така натаму. Време има сосема доволно, доколку се сака да се работи ефикасно и повеќе од доволно. Значи има време и резерва, можам да кажам. Резервни денови може да има доколку ефикасно работи Државната изборна комисија. Она што всушност е нивниот главен фокус се медиумите. Практично со нивната изјава дека се спремни методологијата за почистување на списоци да ја трампаат за нивните барања за медиумите, укажува дека целото нивно барање за методологијата за почистување списоци е само за да има со што, како што велат луѓето, да се пазарат. Еве, јас ќе попуштам за ова, но вие да ни попуштите во однос на она што ние го бараме за медиумите. Прво, тие што тоа го бараат за медиумите е да станат главен цензор на медиумите во државата. Значи, една политичка партија да стане главен цензор на медиумите во државата, со тоа што нескриено во работните групи бараат директно или индиректно, на различни начини да нивни партиски активисти влезат како мнозинство во Советот на Агенцијата за медиуми и на тој начин да вршат одредена цензура врз медиумите. И конечно, во оваа држава, кога зборуваме за медиуми и како тие треба да бидат регулирани, на крајот треба да бидат прашани и самите медиуми. Од она што го забележа во изминатите денови, националните телевизии, 5 национални телевизии без државната телевизија, излегува со заеднички став, дадоа своји мислења, кои што во најголема мера не кореспондираат со она што го бара СДСМ. Значи и самите национални телевизии, каде што се сите 5 главни национални телевизии, вклучувајќи ги оние за кои што јавноста има перцепција дека повеќе се наклонети кон опозицијата, и самите тие не се согласуваат со она што го бара СДСМ. Никој не сака да има цензор. Никој не сака некој да му стои надглава со казни, со закани, со уцени и така натаму. И јас тоа го разбирам. И тоа не смее да се прифати. Не случајно нашата понудата на ВМРО ДПМН до СДСМ и до целата јавност е: земете ја Европската унија. Нели, тоа е заедница каде што ние претендираме да станеме членка. Земете било која земја членка на Европската унија, одберете ја вие од СДСМ. Тој закон за медиуми што е во таа земја, подготвени сме веднаш, без дебата, без спротивставување, без било какви промени, да го прифатиме. Значи, било која земја од 28 земји членки на Европската унија, да се одбере закон од било која земја, тој закон сме подготвени да го прифатиме. Меѓутоа, работи во кои што една партија ќе стане цензор на медиумите, работи во кои што хибридни модели ќе се прават, што ги нема никаде во Европската унија или пошироко, за нас се неприфатливи. Што е со методологијата за пречистување на избирачки список? Што се однесува до методологијата, ВМРО ДПМН имаше одредени забелешки, меѓутоа во интерес на времето. И пред се во интерес на тоа да се сузбие алибито на СДСМ дека еве ние кочеме со нешто, ние ги повлековме сите наши забелешки. Дознав дека и партијата ДУИ ги повлекува нивните забелешки. Така што останува уште СДСМ. СДСМ се оставени сега сами на површина. Само тие имаат некакви забелешки и со тоа практично го држат ова прашање
за нивното така наречено пазарење, трампање со она што го имаат поставено како цел за медиумите. ВМРО ДПМН не е пречка овдека. И дуи не е пречка. Иако имавме забелешки, ги повлековме забелешките. Дали го делите впечатокот во јавноста дека има дилеми одредени кај Државната изборна комисија во однос на пречистувањето на избирачки список? Јас не би сакал да одам во детали или да ја критикувам Државната комисија, Државната изборна комисија. Сакам да ја охрабрам. Јас знам дека таму има и партиски луѓе што нели по закон се поставени како представници на партиите и има луѓе кои што се поставени како експерти, за кои што се очекува дека нема партиски да делуваат. Повикувам пред се на нивниот личен интегритет. Кој сака нека ги прати таму. Кој сака нека ги постави или нека им помогнал на овој или оној начин да се најдат на таа функција. Тие пред се и над се треба да ги стават интересите на државата и интересите на овој народ што живее во оваа држава. Тие работат за граѓаните на државата, за граѓаните на Македонија. Тие земаат плата од даноците што ги плаќа секој човек во Македонија. И тие треба да се свесни на тоа. Јас разбирам дека се поставени од некоја партија, некој од нив. Но и во ред да ги гледат интересите на таа партија во смисла таа партија нешто да не биде неправилно оштетена. Но да одат чекор понатаму и да прават штета на државата со цел да ја помогнат на партијата, тоа е веќе нешто друго и тоа е недозволиво. И јас лично апелирам да помислат на нивниот личен интегритет, на нивното лично достоинство и на нивната лична одговорност кон заедничката наша држава Република Македонија и кон целиот народ што живее во оваа држава. Ќе успееме ли на 24 април да имаме фер и демократски избори? Треба, мора и ќе успееме да имаме фер, слободни и демократски избори. Тоа е желба на сите граѓани на Македонија. Тоа е желба на ВМРО ДПМН, на коалиционите партнери од коалицијата за подобра Македонија, на другите политички партии и на мнозинството, најголемото мнозинство граѓани во Македонија. Фер, демократски и слободни избори, после кои што ќе се стави крај на оваа политичка криза, која што не влечи назад и во делот на економијата, и во делот на нашите евроатлантски и европски аспирации и во многу други делови. Значи, потребно е да се стави крај на нешто што штети на целиот народ. За крај на овој разговор само уште едно актуелно прашање, тоа е офицерскиот дом во Битола. Какви се плановите за овој објект? Знаете што? Тука државните институции предводени од ВМРО ДПМН тргнаа со една идеја, која што гледаме дека во изминатите денови граѓаните на Битола во мнозинство не ја подржуваат. Го следевме тој процес и комунициравме помеѓу нас, што сме представници на ВМРО ДПМН, јас лично со оние што се раководители на државни институции и размисливме уште еднаш добро и одлучивме од понеделник да се стопира тој процес. Сигурно има некоја работа која што нам не ни е до крај јасна, штом толку многу граѓани на Битола реагираат и ние треба да го почитуваме тоа.